Сега ви забегуваме. Добар ден, дечки на сите. Првен се извинувам за промената на времето, оти немав никаков интернет досега. Не знам што беше работата. Ни на мобилен, ни никаков досега. Добар ден. Како сте? Како сте, дечки? Добри? А наставните сега од сега че имаме 2,5 до 3,5. Не, само за денеска беше оти немав никаков интернет, па морав да реагирам, да сменувам 300 работи низ дома. Барав нови рутери, се јавува во Телеком да го направат и еве сега се е во ред. Значи, останува истиот термин што го имавме. Денеска така испадна. Значи, колку ќе имаме денеска час? Па ќе видиме. Зависи се од работата. Може да немаме многу, ама денеска имаме многу интересно. Планирам нешто да направиме. Некои нови работи, затоа што дат снимките јавно, ги гледаат сите. А денес имам нешто да ви кажам, ама на почеток. Почите во зборување. Добро дошол сега. Значи, затоа уште имам проблеми со интернетот. Јас сега ќе пробам да се префалам на другото, ама ќе направиме. Ќе се обидам да направам. Можно да кочам, ама видете тука, ќе го сменам интернетот, па ќе видиме што ќе направиме. Значи вака, дечки. Да се слушаме сега, внимавајте. Што ќе ви кажувам. Значи, бидејќи сега поминувам на мобилен интернет, не е битно тоа, имам доволно. Прво да ве подсетам, дека до петок сите треба да ги пополните, особено за моите ученици, да ги пополнат изјавите за изборни предмети, оти треба да ги вратам на училиште. Почнавте веќе, одлично е, тие што немавте направено, морате да го направите. Прва и основна работа, особено за моите ученици од 6 до 5. Останатите можат, ама не мораат. Дали сте јасни? Сега, наредно. Вака сега, наредно. Денес запишете си, ќе работиме плоштина и периметар. А па наредниот час ќе видиме, зависи како ќе ни оди. Денес имаме една многу интересна активност за вас. Бидејќи имаме сега, користиме технологија. Молам? Вчера нели решававме задачи, денеска не продолжуваме. Па завршивме со време, со нив завршивме. Значи сега имаме за мерки, ама мерки учевме прво полугодие. Јас сакам сега да се надоврзиме на тоа, први да спомниме што беше, да се повториме, што беше плоштина и периметар, ама тоа ќе го направиме во една многу интересна практична задача. Ќе видите за што се работи. Но пред тоа, сакам да ви спомнам на сите. Сега ќе споделам нешто. Значи сега ќе се обидам да споделам. Еве вака, една веб страна. Сега внимавајте. Поради коронавирусот. Значи ова можно е затоа што да го знаете сите и тие што ќе го гледаат видеото да знаат. На оваа веб страна, кај што е пишува, гледате сите Oxford University Press. Ова е веб страната на една од најпознатите светски издавачки куќи, која што ги прави книгите по било кој програма по која што работиме. Се имам едно изненадување за сите вас. Ќе ги забележите книгите по кои што учиме. Еве ги книгите. Сега да пробам да зголемам. Ние учиме по книгите Nelson International. Значи еве книгата за 6-то, за 5-то, за 4-то, за 3-то. Еве ги работните, само ама ги нема по математика. Сега. Отворам нашата книга да видите. Да видите дека уствари нашата книга е преведена од оригинална англиска книга. Наставниче? Молам? Денеска имаме Кахут. Нема да имаме, душа. Вака. Само видите кај нас се променета корицата. Кај нас не беше вака. Ама, кој ќе отворам првата страна од книгата,
Ќе ви стане јасно, видете ја содржината. Нели ве подсетува на нашите книги? Сега, тоа денес што ќе го работи. Ова е оригиналната книга од која што е преведена нашата книга. Значи, е од Nelson International, тоа е издавачка компанија која работи за Оксфорд, но е од Нов Зеланд. Сега, тоа што ни треба нас денес е во последниот дел, во 146-та страна, ама целта ми беше друго. Ако треба и наредниот час ќе го направиме, но целта ми беше друга да провериме, да пробаме денес. Денес, значи со тоа завршувам да ви покажувам, ќе се вратам назад. Не само тука. Ги имаме и... Сега почнавме до колку ни часот. Ако не ти се седи, слободно можеш да излезеш. Значи, видете сега. Oxford International Primary. Ова се книгите што ги издава Оксфорд за програмата што ја имаат приватните училишта во Англија. Тоа е истата програма, како што беше во Нелсон. Тоа е, еве овдека, сега ќе отворам за да видите. Значи, тоа е истата програма. Еве имате овдека по историја, по географија. Значи, еве за информатика има книги тука. Еве за средно, значи за од година натаму ќе ни, мислам, Oxford Secondary во Англија, уствари е тоа што ќе го учите вие од 7, 8 и 9 одделение. Има книгите и тука. Значи, овие книги се достапни за читање на интернет, но не се за симнување. Значи, може само да ги гледате, а не да ги симните. Мола? Како се вика страницата? Страницата пишете... Мола? Линк да пратите. Линк ќе ви пратам после, во на горам ова, а линкот од страната сега, ова од основната страна ќе ви пратам. Еве овдека. Значи, повторувам, ова е отворено за да го гледате само еден месец. Може имена на месенџер. Еве сега во линкот овдека во групата, во четот, кај што ќе ви го пратам, а после и на месенџер ќе ви пратам на сите, да не излегувам од ова овдека. Значи, стои. Вака сега, одиме понатаму. Ова беше тоа што сакав да ви напомнам. Еве сега да ви покажам, еве книгата. Oxford International Primary за 6 одделение, оригиналниот учебник. Значи, ние сега треба да работиме ерија и периметар, овој последниот дел. Што е тука ми даде една идеја како тоа да го направиме. Оти прво полугодие работевме нешто. Сега ќе работиме следното. Значи, внимавајте сега. Знам дека е закочено. Пишувам нешто. Зашто не кочи? Ма не кочи, застаната е сликата, ништо не правам јас. Разбирате? Сега вака. Јас спремам тоа што ќе го работиме денес. Сега ќе ви покажам нешто. Еве вака. Мола? А книгите што ми се даде на шест одделение, треба да ги запиме на... Да, ќе се договориме. Има некој друг што зема плата, за тоа што ќе се мисли, за тоа ич да не му се секирате. Дали гледате сега нешто? Не, се гледа слика. Каква слика? Мапа, ете так, тоа и ми требаше. Тоа и ми требаше. Вака сега. Денешната наша задача ќе биде следното. Јас, бидејќи ова годи според мапата што е кај мене. Значи, според тоа што го имам јас кај мене на компјутер. Вие, ако појдете на google.com и уклучите Google Maps, ќе добиете нешто налик на ова јас што го имам овде. Сега. Јас ќе се обидам вака, да пристапи Google до мојата локација, јас кај што седам во моментов, вака, и не покажа каде се наоѓам јас. Значи, сега целта, ќе појдам во моето училиште. Сите го гледате Блаже Конески овде. Ќе зумирам
Ако ви е кочи, ќе го видите целото. Значи, овој делот овдека ни е делот за Блаже Коневски. Сега, целта на денешнава задача ќе биде, на денешниот час, ќе биде да определиме колкава е површината на просторот кај училиштето. Забележете, јас се наоѓам во оваа точката тука, во моментално, ова е мојата зграда кај што сум сега, тука е Адмирал Казиново точила. Значи, ова е училиштето, кај што учиме ние, Блаже Коневски. Сега, целта ќе биде, знаејќи го размерот во кој што е направена картата, да определиме колкава е површината на просторот каде што се наоѓа училиштето во Google Maps. Сега, за да го направиме тоа, еве јас ќе го селектирам, ќе се обидам да го селектирам, еве го овој дел од училиштето. Вие додека ја гледате сликата, јас сега во OneNote ќе ја ставам сликата од Блаже Коневски. И се... Молам? Ама сликата е застаната, јас ништо не работам. Сега ќе се вратам назад на веб страната. Сликата кочи отие во динамички. Сега ќе побарам да видам во какав размер е направена, ако можам да проверам овдека. Ако има таква опција, но не знам дали ќе се обидам да најдам. Еве сега ќе променам на сателит. И сега може воопшто да кочи. Еве вака. Сега преминавме на сателит, на сателитска снимка и ми треба да проверам, еве го доздола. Овдека долу пишува колкав е размерот што е правена на картата. Еве го овдека доздола, десно. Не знам вие дали забележувате тука. Значи овдека најдолу пишува колкава е големината. Сега ќе се обидам да го наместам ова на цел екран. Оп. За да видиме колкав е размерот, за да можеме да пресметаме. Да видиме овдека, одзумирај, ајде да видиме што ќе се случи. Овдека, еве го делот. Значи, еве го делот што преѓеска беше на сликата. Сега ќе направам скриншоти тука, да ги споредиме двете. Тука имам овдека и некоја нива која што ќе се обидиме да ја пресметаме. Или пак, еве ќе направам подолу да го пресметам и паркот што е во Точила. Еве овој долу што е. Да пробам да одзумирам малку. Еве вака. Ете токму така. Сега ќе направам скриншот од ова. Еве вака, комплетно. И сега ќе се видиме за текот на денешниот час, знаејќи ги работите што ги знаеме за плоштина и периметар, да определиме колкава е површината на двата делови. Сега. За да определиме колкава ни е површината, сега ќе се вратам на картата. А што беше на интернет? Ми треба да видам колкава е големината, ама тоа не знам дали ќе успеам да видам. Дали можам да го разберам колкав е размерот во кој што е напишано. Овдека пишува долу, ама јас не можам да забележам. 50 метри нешто има, 200 стапки, ама јас не го гледам тоа. Баш добро. Ќе се обидам да зумирам. Ева се. Ајде, јас додека го средувам ова, ќе го прекинам овој прозорец што е тука. Што го гледате вие. И ќе ви пуштам да го гледате документот каде што ќе пресметуваме. Значи, тоа беше во OneNote направен. Еве го. Еве сликата што ќе гледаме. Еве го просторот на Блаже Коневски. Значи, сега вака. Се обидам оваа слика, таа е смала малце. Стори ќе земам нека стои оригинална. Ќе наместам паралелно една до друга да видим. Еве. Сликите се наместени паралелно една до друга. Јас ако треба ќе одзумирам овдека. Се со цел да ги гледате двете слики. Еве. Оваа слика можеме и да ја средиме малку. Значи, ова што гледате на сликата лево
е просторот каде што се наоѓа Блаже Конески училиштето овде. Значи, најдете сличности, че еве го десно на сликата е Блаже Конески, а овдека е просторот. Значи, ова е улицата што ди пред училиштето, оваа десно, лево е улицата што ди покрај него, и овдека има улица, што е пишана, каде што е големиот дел, кај што се игралиштата на училиштето. Овдека е салата, што е балун салата. Нашите ученици знаат за што зборувам. Значи, обидете се да размислите како ќе ја пресметаме плоштината на телото што е престан, а јас за тоа време ќе се обидам да го најдам размерот на Google Maps, па да видиме како ќе го пресметаме точно. Може тоа да го направиме? Да. Ајде се. Јас да се обидам да го најдам размерот овдека. Наставниче, Молам, Душо? имате нешто да кажа на сликата? На сликата немам ништо, само ова што е прикажано на сликите што ги гледате ви. Ништо немам јас. Ама црно е наставниче. Како црно бе, Душо? Ма ништо нема. Ајде. Црно е скроз. Ајде Јас се вака. гледам. Значи нешто е проблем кај вас таму, ама Се гледам. ајде вака се. Сега, молам? Сега Душо почнавме да колку ни е часот. Додека завршим. Јас сега ќе пробам со маркери овдека да направам нешто, па да видиме што ќе направиме. Значи, сега ќе го направиме тоа што треба. Значи, ќе се обидам сега да направам јас маркери на GeoGebra, мисла во GeoGebra, не во GeoGebra, во Google Maps, да видиме. Еве, вака. И да го се обидиме да го измериме растојанието од едниот крај до другиот крај на училиштето. Значи, ова е улица од озгора до овдека. Колку растојание има. Ама изгледа нема да можеме. Ќе се обидиме да го пресметаме така, а јас после ќе најдам податоци на интернет, или пак ако треба ќе излезиме кој ќе појдиме на училиште, ќе го измериме, ќе го кажеме распоредот. Значи вака, сите седите точила денеска. Еве задача за денеска. За моите ученици. Ние сега ќе го определиме плоштината на овај дел тука во сантиметри, онака како што ни е дадено, а потоа вие ќе имате за задача да ги измерите димензиите, што сега ќе ги направиме, било со чекори, било како, и наредниот час или за домашна ќе ми презентирате колкава ќе биде површината, па да видиме дали ќе биде иста. Може така? Молам? Да, наставниче, вистина треба да го мерим, мислам, да појдеме до училиште. Те појдите до училиште, после сега ако имате време до 7 сато, дозволено ви е, така? Да. Ете така. Значи, ние сега ќе ги направиме димензиите, површината во сантиметри. Слика на сликата, нели? А вие после ќе треба да определите колкава е вистинската големина, за да го најдеме размерот, да му помогнеме на Google Earth, да го најдеме размерот во кој што е нацртано, да видиме колкава ќе биде вистинската површина, без да уствари мериме се внатре.
Може Се така? извинувам, тоа не е важи, така? Па не можете вие може да го направите, да појдете како ја што направи во Google. Момент, во Google да направите слика во местото кај што седите и да го направите. Или пак, можете, например, видете сега, на сликата на паркот во Точило. Забележите слика во долу што е. Под училиштето. Ова е паркот во Точило, кај нас. Видете каква форма правилно има елипсовидна. Можете, или пак можете во игралиштето што е за фудбал овде, или за кошарка, или за одбојка ова долу. Или ова што е за одбојка тука. Да му определите површина. Тоа после ќе го правиме. Дали ви јасно? Вака се. Да. Сега ќе се обидам ова јас да го направам за вас. Молам? Ќе се обидиме заедно да го направиме тоа. Повели? Денес ке пишуваме? Да, би дошол ќе пишуваме. Кога не сте пишували? Вака се. Овде јас ќе отворам нова тетрадка за денешниот час. Сега ќе ви го споделам овој документ за да го гледате сите. Значи вака. Ќе го прекинам предходното споделување. Ќе ви споделам нешто што знаете дека користевме на училиште. Ева, нели ви е познато, ова пишувавме на училиште во ова? Молам? Ке може паралелно. Може, нема проблем. Вака се. Овдека ќе наместам сликата јас. Еве ја. И сега ќе ја зголемам. Еве. За да може да ја гледаме добро и да можеме да си пресметуваме. Еве вака. Дали го гледате ова што ви го споделим? Да. Сега вака. Значи, сега целта ни е следна. Значи, ќе требаме сега ќе земам и боја, маркер, црвен например, и ќе обојам површината, овој дел што е овдека, треба да пресметаме негова плоштина. Сега, ова е улицата, значи ќе земам да мерам плоштина на овој овдека, оваа точка, на оваа точка, молам? Морам да се исклучам. Добро, нема проблем. Оваа точка и оваа точка. Значи, ајде да видиме каков многоаголник добивме. Или колку темиња има? Шестаголник. Значи, еве ќе земам прво. Ќе земам А1, А2, А3, А4, ова е А4, ова е А5 и ова горе е А6. Ајде првин да видиме. На каква форма ви личи дворот на нашето училиште? На што ве потсеќа? Внимавајте се. Овој дел овдека ќе ви прави беле, ама ние тој лесно ќе го сториме. Ќе го решиме. Каква е формата, на кој правилен четириаголник ви личи ова? Мислам, не правилен, туку од тие што ги учев. На што? Шестаголен четириаголник. Ама шестаголен четириаголник не постои душ. Реков овој дел од точките А3, А4 и А5 занемарете ги, овдека чошето. Другите точки, на што ве асоцираат? Правоаголник. Па не е баш правоаголник, јас би рекол побрзо дека е ваква некаква фигура. Правоаголен трапез. Трапез. И тоа не е баш правоаголен, затоа што ова горната линија е малку коса, че би била вака некако, овој дел би бил надолу и ова би било косо. Нели ова, са не е баш добро нацртано, не е толку косо, значи би било вака некако. Ова треба да е малку покусо. Нели, ова ве право Стефан, добро му текна, дека ова е всушност, еве точката, овдека се работи за трапез. Отприлика јас го скицирав трапезот. Сега, овој дел овдека, вака ќе го доцртам, и на што ви асоцира ова делче во овдека, кој што после треба да го одземиме?
Триаголник. Па не е триаголник, сега се нацрта. Јас овдека треба да исклучам некои опции. Еве вака. Еве вака. Ова не е триаголник. Ова овдека ќе го избришеме. Не е триаголник. Па се нацрта цртајќи јас. Разбирате? Не е триаголник. Мола? Трапез. Па на четириаголник е дошло. Не е тоа баш. Ова е на некакси четириаголник. Не е баш трапез. Па да, може да се речи дека е трапез. Ова овдека, ќе го избришеме триаголников, никако не може. Паралелограм. Па не е паралелограм. Побрзо би рекол дека е нешто друго освен паралелограм. Овој дел овдека не треба. Мола? Па трапез, не знам дали е праваголен, овдека ако рачунаме дека е прав агол, би било, ама не е праваголен трапезот и нема паралелни страни. Ова и овдека нема паралелни страни. Ама ајде, после ќе видим. Сега. Сега овдека во оваа алатка имаме ленјер. Сега. Прво да го определиме периметар. Задачата да видиме колку ќе ни треба пари за оградата да ја направиме. На училиштето. Еве вака. Јас сега го местам триаголникот. Да го наместиме за да можеме да измериме. Гледате под кој агол е дури се гледа. И сега дека ќе ја зголемиме сликата до 100%. Оп. Мола? Сега ќе измериме овдека колку е должината. Овдека, сега да видиме дали можеме мерки да пишеме на ленјерот, ама изгледа нема да можеме. Значи ништо од тука. Ќе немаме мерни единици на овој ленјер, имаме само агол. Значи, можете, ама овдека ние немаме мерни, не знаеме колку е, видам дали можеме да ги смениме димензиите на ленјерот. Да видиме во settings дали имаме опција, да ги прикажеме колку се димензиите. Немаме. Значи мрежата е 1 сантиметар. Дај да видиме. Значи не можеме овдека да направиме, затоа што не знаеме колкава е мерната единица на ленјерот. Значи, оваа слика што имавме нема да ни биде од корист. Тоа значи дека... Молам? Добро, пробај, после ќе го направиш во презентација да ни го покажеш тоа. Сега, бидејќи овдека нема да може, и немаме ленјер кој што може да го измериме, ти сакаме да го направиме дигитално. Кога би го испечатиле ова вие, може да се измерите фактички на вашиот цртеж. Сега. Ама јас, за вас, овдека сега, искористиме нешто друго. Го отворам Teams, ќе го прекинам споделувањето. Сега ќе видиме полека, стрпи се. Значи полека. Први треба да направиме макета на просторот, да измериме макетата колку е, да пресметаме периметар, а потоа ќе пресметаме и плошти. Еве ви сега геогебра. Нема слика. Нема слика, знаме, еве сега има слика. Сега има геогебра. Така? Да, сега вака. Мене ми треба овдека сликата од нашето училиште. Таа што ја направив во Google Maps, значи сега ќе се вратам назад, затоа што треба да направам слика, значи додека ја гледате вие сликата во GeoGebra. Јас ќе отворам интернетот, кај што го гледавме училиштето, и ќе направам слика, затоа што ја зголемиме поголема да биде, или другата обичната слика. Еве вака. На карта, подобра беше сликата, за да дојдеме. Ќе го сликам на сликата и играли. Први, најде вака, ќе направам голема слика, на која што ќе биде и училиштето, и долу паркот. Ама ајде први на училиштето да го направиме, во поголема слика, за да ни биде полесно. Еве вака. Направив многу убава слика. Значи, први морате да направите слика. Внимавајте. Морате да имате слика, која што треба да ја направите. Значи, ако најдете на интернет,
сликата. И уште подобро. Значи може да го направите практично на било која сликата. Јас сега се обидувам да сликам слика, да не барам од интернетот и не знам дали ќе можам да најдам слика. Најдовме ние слика, ама нема да можеме да ја искористиме оти сме ограничени со технологијата, ама ќе се снајдиме. Еве, вака. Ја најдов сликата, го селектирав училиштето. Ја имам и резолуцијата, ама тоа не ви треба сега за сега. Значи, вие кога сакате да го направите ова, не заборавајте дека може да си најдете слика од интернет, по Google Maps. Имате опција сликата да си ја испечатите. Ако сликата испечатите, можете директно да мерите на сликата. А сега, бидејќи ние немаме таква опција, сега јас спремам слика од Блаже Коневски. Како првата, како ова што ја гледате вие од левата страна. Таква слика спремам јас, а после за домашно ќе ви направам слика од паркот во Точила, која што на истиот начин како што ќе го правиме сега, може да направите вие во GeoGebra, да си определиме колкава ќе биде периметарот, а потоа и плоштината. Ете, готови сме сега. Проверам јас уште еднаш, направив слика. Само да видам каде е зачувана. И оваа слика ќе ја наместиме во GeoGebra. Ќе видите дека колку GeoGebra ќе ни помогне за да ја наместиме низините димензии. Самата GeoGebra. Добре, одлично. Сега ве молам, кажете ми која слика ја гледате, што имам споделено со вас? Само GeoGebra. Па одлично, и тоа и ми треба. GeoGebra гледате. Одлично. Ете така. Сега, еве го GeoGebra прозорот. Одите во GeoGebra, при крајот делчето имате опција слика, image. Ќе кликнете на image и ќе изберите choose file. Ќе изберите кој файл, значи јас сега затоа правев слика. Значи сега правев сликата се вика Блаже Коневски и сликана ми е на десктоп. Еве Блаже Коневски. Сега ќе ја отворам сликата и ќе ја наместам во GeoGebra. Сега. Што е предноста во GeoGebra? Забележете, секоја слика што е направена, си има две крајни точки, кои што јас можам да ги движам. И овие две точки ќе ги наместам на координатниот отчеток. Едната точка, за да после можам јас да си мерам, еве сега ќе го зголемам. И сега, ова точка во Б ќе ја зголемам, за да биде сликата поголема. Сега. Целта ни е да го определиме, да ја определиме плоштината, уствари првим периметарот на оградата околу училиштето, што ја имаме сите. За таа цел, ја бирате опцијата за точка и ќе ставиме точки по границата на еве едната точка, втората точка, третата точка, четвртата точка, петтата точка, шестата, видите, ова не е права линија, значи овдека би било и овдека би завршили. Тоа значи дека ако изберам алатката за полигон, и сега јас ако ги поврзам овие точки што ги направи, јас уствари го обележав теренот, земјиштето на кој што се наоѓа Блаже Коневски. Дали ви јасно што направивме до сега? Сега. Да. Сега бидејќи, повторувам, доколку го испечатите на лист хартија, ќе ги земите вашите димензии, ќе го измерите со ленјер. Бидејќи не можевме во претходната апликација, јас го префрлив во GeoGebra. Зошто? Затоа што видите сега каква опција има во GeoGebra. Имаме овдека distance, дури имаме и area. Значи можам да пресметам каква е плоштината, самата GeoGebra. Ама сега ќе одиме вака. Измериме колку е отсечката CD. Еве. Значи 18,09 см. Потоа ќе измериме колку е CE.
Потоа, D, мислам EF, ги тргам настрана овие точки. Пак грешив. Значи, оваа ознака ми треба да ја... Еве вака. Сега ќе измериме колку е другата одсечка. Еве овдека. Потоа ќе измериме колку е ГХ, а Х и Ц. Дали ви јасно што направиме? Сега, ваша задача ќе биде, бидејќи сите овие одсечки, вие не можете да го нацртате ова, но можете од прилика со слободна рака да го скицирате овој четириаголник, да го нацртате. Од прилика како што изгледа. Ваша задача ќе биде да се обидите да го пресметате периметарот на училишното земјиште. Колку е периметарот на земјиштето каде што се наоѓа Блаже Коневски, училиштето. Значи соберете ги должините на сите страни. Јасно ви е што треба да направите? Да. Ајде, сега да го направите тоа, после ќе ви покажам геогебра како ќе го направи тоа за нас. Сега земете и пресметајте. Пет запирка 12. Молам? 5,12. Добро, да видиме уште не еден нека пресмета, па ќе видиме. Напиши го настрана, па ќе ми кажеш што не може да напишувам во геогебра јас, ама ќе видиме геогебра како ќе го пресмета сето тоа. 5,12. И мене толку ми излезе. Ајде вака се. Видете сега како ќе го направиме во геогебра. Во геогебра има опција, еве овдека, сега да се обидам да ја покажам. Имаме spreadsheet, еве го овој дел овдека. Значи во геогебра има едно многу убаво делче. Ова на што величи? Ова величи на од информатика Excel. Excel, ете така. Значи, овдека ако пишам CD, е најголемината. Сега ако под него пишам DE, ќе дојде големината на DE. Сега ако пишам EF, сега ќе провериме дали точно сте пресметале. FG беше другото, потоа беше GH, потоа имаме HI и на крајот имаме IC. Така, сега исто како во Excel, пишувате еднакво и сега само си ги собирате. Може и со сума, ама ајде вака ќе одиме. Ајде на 2, 3 са А4 сне, така, да, моти не го гледаме согата. А3, да, еве го А4, сега немаме А5. Ти нека се гледаш и мисля дека го сгрешивме. Ајде на А2, А3, А4, сега имаме А5 плюс А6 плюс А7. И пишуваме еднакво. И колку доби, Леона? 5,12. 55,12. Толку е периметарот. Сега, внимавајте, ова е центиметри. Сега. Денешната задача ви се состои од следно. Тоа ќе продолжи идниот час. Чи тој што е најблиско, тој што може, треба да измери само еден од овие елементи во училиштето. Најдобро би било одсечката CD, што е пред училиште,
она кај оградата што е на училиштето, да измери колку е долго, или онај делот DE, што е делот кај оградата, кај влезната порта на училиштето, паралелно со зградата крши него. Било кој од овие одсечки измерете ги и утре ќе определиме колкав е размерот во кој што е нацртана. Дали ви јасно тучевме за размер? Е нацртана оваа како мапа, да речеме, и истиот размер после ќе ни треба да определиме плоштината на ова тело. Дали јасно? Да. Сега. Да. Значи, ова ќе си остане, може да си го гледате, си го прецртате, знаете димензиите кои се на цртежот кај нас. Кога ќе ги измерите, ќе видиме колкава ќе е вистинската големина. Сега. Јас ова ќе го зачувам како документ, за да ни се најде. Периметар на земјиште на Блаже Конески. Оти ќе ни треба вака. Сега уште и ќе завршиме. Нема многу повеќе. Јас сега ќе направам уште една слика која што ќе ви ја споделам, овие сликите што ги правев, ќе ги споделам во тимовите и ќе добиете како задача. Значи, ова ќе ви биде како задача. Секој во својата тим. Значи, јас ќе направам документ во Word или во PowerPoint или во било кој документ сакате вие, ќе си направите или пак ќе го решите како на лист хартија, па ќе го сликате и ќе го прикачите како задача во тимовите. Задачата ќе биде до идниот понеделник. Задачата ќе се состои во следното. Значи, како што ви спомнав претходно, сега ќе земам и со тоа ќе завршиме за денес. Ќе го спрекинам ова споделување и ќе се обидам јас сега овдека да ви прикажам вака една мапа од преѓеска што ја гледавме во Google Maps. Че може да си го направите вие за било која површина, ама домашната што ќе ви биде, сега ја гледате, предпоставувам, па истата слика каде што го сликав училиштето. Го сега долу, ќе го собидам да го намалам малку и да го сликам игралиштето во Точило. Вие што сте од Точило сигурно го знаете. Со правилната елипса на средина. Овдека. Целото тоа ќе го селектирам сега. Ќе направам слика и повторувам оваа слика од игралиштето. Со се димензиите ќе ви ја наместам во документ во тимовите. И ваша задача ќе биде да определите површина, плоштина, први периметар на целото игралиште. Са дали сакате на правилната форма, дали ќе се обидите овдека има Евротранс, гледате некоја слика имате, ова се зградите наоколу, значи имаме многу повеќе од она, ама вие добро знаете кој дел е тука. Значи делот каде што е елипсата, уствари е игралиштето. Но ваша задача ќе биде да определите дел, да го означите делот и да му пресметате и периметар и плоштина. Ако сакате на целото делче, направете го. Сега со ова ќе го сликам. Значи, за денеска, доволно е да се обидите да направите, да определите периметар, а додека наредниот час ќе зборуваме за плоштина, откако ќе го научиме, нели, ќе ми ја кажите мерката, па ќе го определиме размерот, наредниот час ќе се обидиме да пресметаме со размерот колкава ќе биде периметарот и плоштината на оваа фигура, за да знаете како да искористите во задачи. Дали ви јасно? Значи, ова ќе ви биде за домашно. Да определите периметар и плоштина на игралиштето во Точило. Значи, вие си определувате кој, ако сакате можете и на зградата. Оние зградите се познаваат, ако некој седи тука, во некој од тие зградите, може да пресмета и површина на зградата, ако сака.
Ама тоа треба да го биде објаснето. Дали ви јасно? Да, нешто пиче треба, како во живот, што се? Вака сега. Или- Значи, вака, документот што ќе го направам јас за вас, ќе се состои од слика, ова е, значи, вие кој ќе го отворите, исто како што ако отворивте за изјавата што беше. Таму имаше документ во Word. Сега, како задача, вие ќе треба да направите или презентација или Word документ, или пак да го решите на лист карти и да ја сликате. Ама вие мора да го имате оваа слика. Оваа слика ќе ја добијат сите ученици. И врз основа на оваа слика треба да ги правите вашите пресметки. Дали ви јасно? Чи најдобро е оваа слика како што ви кажував јас. Ставете во GeoGebra и многу лесно ќе си правите сонези. Ќе си ги измерите, дури ќе ви каже и површината. Ако успеете тоа да го направите, само ќе ви треба размерот на цртежот. Внимавајте. Оваа цртеж се што е тука. И цртежот што ќе го добиете за домашно, за проектот што ќе го правите, нема да биде исто. Разбирате, треба да излезете на терен и да измерите навистина колку е долга улицата, приближно, па да ја пресметаме колкава е површината. Дали ви јасно да тоа што изборувам? Значи, ја гледате сликата на игралиштето во Точила. Измерете било каде понезе, било која улица, било кој дел ова игралиштето внатре, што е липсовидна форма, или па најдете езерцето кај што е, или игралиштето кај што е. Еве сега ќе сменам. Ако сакате, можам и ваква слика да ви пратам. Ваква слика. Тоа истата слика само во 3D. За да знаете што е што. Еве и таква слика ќе ви направам. Пробам да го зголем. Еве вака. Дали ја гледате сликата? Колку за денеска? Па со ова ќе завршиме, да. Ќе продолжиме наредниот час. Еве сега слика да ви направам само од ова. Еве вака. Ова е сликата од игралиштето. И овие две слики ќе ги имате како задача. Вие ќе треба да определите периметар и плоштина на било кој дел од игралиштето, ама при тоа да го забележите. Или пак цело игралиште. Или целиот терен кај што се зградите. Како сакате така, ама тоа да биде убаво напишано. Наставниче, кога ќе завршиме? Завршуваме одма. Затоа што покасно почнавме, завршуваме одма. Дали ви е јасно, дечки? Обидете се, за се што не ви е јасно, слободно прашувајте. И се надевам дека ќе ги направите во Teams. Јас после часов ќе спремам снимката од лекцијата за да може да ја гледате убаво, како го правев тоа во GeoGebra, за да може да го пробате самите и да се обидите да го направите. Значи проектот првично ви е за до понеделник. Ама ако имате проблем, ќе го продолжиме. Значи задачата што ќе биде поставена во Teams ќе биде со краен рок до понеделник до полноќ. Дали сме јасни? Да. Со тоа денешниот час е завршен, дечки. Да. Се гледаме утре и се слушаме да видиме што ќе правиме со периметарот. До гледање. До гледање, дечки. До гледање. До гледање. До гледање.